Здраво, другарчиња. Јас сум учителка Наташа од градинката Орце Никола. Денес ќе ви прочитам една многу интересна сликовница Волшебната фотеља. Дали сме спремни на едно вистинско патување? Ноќта полека се спушта над градот. Светилките во улицата каде што живее Иван се палат една по една како милиони ѕвезди. Во неговиот дом домашните се подготвуваат за спиење, испраќајќи уште еден работен ден. Иван неволно влегува во својата соба и за последен пат пред легнување погледнува низ прозорецот. Колку е прекрасно небото ноќе! Сиве овие ѕвезди, големи и мали, изгледаат како безброј стакленца што светат. Кога би можел да ги погледнам одблиску? Воздивна Иван и ги затвори очите, искрено посакувајќи да допре до некоја од нив. Што се случува? Вознемирено прошепоти момчето. Не плаши се насмевна фотељата во која удобно се беше сместил. Јас ја исполнувам твојата желба и те водам на волшебното патување низ вселената. Ова е супер! Ние летаме! Види, мојата куќа личи на кибритче! Восхитено извика Иван, а зад него куќата стануваше се помала и помала се додека не се изгуби. Значи го започнуваме нашето патување низ вселената, рече фотејата со сериозен глас. Планетата на која живееш и која оставивме зад нас? Како се вика? Нестрпливо праша Иван. Земја, одговори фотељата. Запомни или подобро запиши во твојата тетрадка. Планетата на која живееме се вика Земја и е единствена во нашиот сончев систем на која знаеме дека постои живот. А ова е месечината, продолжи фотељата. Таа го осветлува твоето лице и че чува додека спиеш. А дали месечината спие и се одмара кога е ден? Љубопитно праша Иван. Не, се насмевна фотељата. Месечината свети и дење, но светлината на сонцето е поголема, а изгледа како таа да спие. И запиши. Месечината се врти околу Земјата, а заедно со неа околу Сонцето. А сега внимавај добро, го предупреди фотељата. Сега ќе ти покажам нешто што не си можел да го замислиш ни во сон. Што е тоа? Возбудено праша Иван. Ова е нашиот сончев систем. Почна да објаснува фотељата. Во центарот се наоѓа сонцето, а околу него кружат 9 планети. Да почнеме со ред. Прва и најблиску до сонцето е планетата Меркур. Слична е на месечината и прошарана е со многу кратери. Другата планета е Венера, чија гравитација е поголема од онаа на Меркур. Еве ја повторно и нашата планета, продолжи да објаснува фотељата. А која е оваа планета? Весело запраша Иван. Ова е Марс, одговори фотељата. А зошто е толку црвена? Да не е заљубена? Се насмевна Иван. Не, црвена е поради железото што го содржи во почвата. Значи запиши.
Планетата Марс е црвена поради железото што го содржи и поради црвениот прав во воздухот. Леле, колку е голема оваа планета! Како се вика? Тоа е Јупитер, рече фотејата. Најголема планета на сончевиот систем. Поголема е околу 1000 пати од Земјата. Заради незиниот состав, позната е како гигант од гас. Значи, запомни, најголема планета во нашиот сончев систем составена е од гасови. Следната планета е најпозната заради своите прстени. Таа е шеста планета и е една од најубавите планети. Запиши нешто и за неа. Составена е од материи полесни од водата, а прстените се од прав, мраз и камења. Трите последни планети се Уран, Нептун и Плутон. Зошто се сини? Да не се тепале или пак се тажни? Запраша Иван. Ха-ха, се насмевна фотељата. Тоа е поради нивниот состав. Тие се богати со големи количини метали. А тоа на крајот, тоа е Плутон, најмалата планета во Вселената. Време е да одиме дома, рече фотељата. Тоа е се што би можел да научиш за сончевиот систем. За почеток. Држи се добро. Нашето враќање ќе биде возбудливо низ поле од астероиди. Не би сакал да се судриме со некој од нив, рече Иван. Но токму во тој момент, бам! Нешто силно тресна и малиот Иван се најде на подот од својата соба. Не знаејќи што се случува. Мора да сум заспал, сонливо прошепоти. А може би си тоа не ни беше сон? Би сакал да знам дали навистина патувавме заедно низ Вселената, рече гледајќи ја превртената фотеја. Ако сепак беше сон, би сакал повторно да го сонувам. А ако навистина патува, возбуен од тоа што му се случи, не можеше да заспие долго во ноќта. И гледајќи низ прозорецот размислуваше и се надеваше дека ова патување нема да биде последно. Па тој сакаше да научише толку многу работи за Вселената, да посети толку многу планети, да запише уште многу нешта во својата тетрадка. Кој знае, може би желбата ќе му се исполни. А вие, дечиња, дали сакате да патувате како Иван? Да, супер. Ајде сега први да ги повториме планетите и да ги запомниме. Првата е Меркур, втората Венера, третата е нашата Земја, четврта е Марс, пета Јупитер, шеста, која беше шеста? Сатурн, така е. Седма Уран, осма Нептун и најмалата Плутон. Другарчиња, а сега земете боички и започнете да ги цртате веселите планети. Потоа направете ваков сончев систем каде што ќе можат да се вртат планетите околу Сонцето. За да се доближите до Вселената, потребно е да направите летало и заедно со вашето братче или сестриче да отпатувате и да ги посетите планетите. Исто така, дечиња, можете
да направите од пластични чинии или од книжни чинии свемирски брод. Помалечките можат да залепат различни геометриски фигури и да направат ракети. Но дечиња, најдобро ќе биде да ја посетите оваа линк страница, каде што ќе можете со мама и тато да ја доближите Вселената до вас. Ви благодарам многу за вниманието, ви посакувам убаво дружење и чао!